По рекламите се враќаме со вестите на Ирис телевизија. Кочанец изгоре во пожар. Неговото јагленисано тело го пронашле пожарникарите откако го изгаснале огнот кој избувнал во лимена барака каде живеел. За 5 дена пожарите ја однесоа втората жртва. Викендов во пожар изгоре 80 годишен старец од Свети Николско. Кочанец изгоре во пожар и јагленисано телото на несреќниот маж го пронашле пожарникарите откако го изгаснале огнот кој избувнал на 20 на минути пред полноќ во лимената барака каде што живеел. Пожарот избувнал на улицата Охридска, каде во лимена барака привремено живеел 62 годишниот ВС, информираат од ЦВР Штип. Увид на местото на несреќата извршиле кримтехника од кочанската полиција како и форензичарска екипа од МВР. По наредба на јавен обвинител телото е предадено на обдукција. Веста за несреќата ги растажи кучанци и оние кои го познавале Ванчо, за кој вела дека живеел во бараката откако ја продал куќата, а до вчера го среќавале на улица. Со такси дојдов да видам, да се уверам. Вика изгоре, вика, бараката. У 11 сати запалила и јас за тоа дојдов да видам. Вчера го видува. Викаме брат. Ништо не знам. Шо човек запалено, како е, не знам. Вчера го видеа? Па вчера доаѓа кај мене, таму помина. Добро беше. Добар беше, ништо му не беше. Несреќниот кочанец е четврта жртва на пожар за неполни 6 месеци, втора во Кучанско и за последниве 5 дена. Викендов во Светиниколското село Богословец изгоре 80 годишен старец. Лани во октомври во Горни Подлог, Кочанско, изгоре 85 годишна старица, а палејки стрниште во пожар изгори 82 годишен старец од Виничкото село Јакимово. Во водите на Брегалница запленети 26 мрежи на рибократци. Се намалува старосната граница кај пациентите со бубрежно заболување. Најмладиот пациент во Штипскиот центар за диализа има само 27 години. На Светскиот ден на бубрезите, здруженијата и лекарите апелираат да се подигне свеста кај населението, можностите за превенција и раното откривање и третманите. 130 лица од источниот дел на државата се на диализа. Најголем број има во центарот во Кочани, каде што се лекуваат 60 пациенти. Веднаш по Кочани е Штип. Во моментот 3 пати во неделата од Штип Свети Николе Проби Штип излетово доаѓаат 40 пациенти. За жал старосната граница постојано се намалува. За жал најмладиот ни е 1990 година пациент, потоа 85 година имаме пациент, 81 се до најстарата популација. Како причини за прогресија на бубрежните заболувања, лекарите ги посочуваат генетските предиспозиции, дебелината, како и прекумерното користење на лекови. Во годинешната кампања, според светски иницијативи, според светски кампањи, се става посебен акцент на прекумерната телесна тежина, недоволната физичка активност, нездравата храна, други коморбидитети како што се хипертензијата, дијабетот, недоволната хидратација на организмот, значи недоволно внесување на течности, недоволно рано откривање, у смисол правење на навремени лабораториски испитувања доколку се појават некакви симптоми. Од хронично бубрежна болест во светот страдаат околу 10% од населението. Се предвидува во текот на следната деценија овој процент да достигне до 17%. На Светскиот ден на бубрезите, здруженијата и лекарите апелираат да се подигне свеста кај населението, можностите за превенција, рано откривање, како и третманите. Студентите од факултетот за медицински науки, но и лекарите од клиничката болница денеска од познати американски лекари учеа за пластичната хирургија. Универзитетските професори Дейвид Ларсен и Джеймс Вуд од Американскиот универзитет во Милвоки денеска пред студентите на факултетот за медицински науки при Универзитетот Гоце Делчев одржаа предавање на тема пластична хирургија. Тие велат дека во земјава се на повик на министерот за здравство Никола Тодоров заради усогласување на образовниот процес на медицинските студии во Македонија и САД. Покрај интензивни средби со наши лекари и специјалисти, професорите имаат и постојано предавање пред студентите од медицинските факултети, на кои се презентираат знаења од различни области. And today we're going to be speaking to
Пред студентите од медицинскиот факултет при УГД ќе зборувам за основите во пластичната хирургија која е моја специјалност. Лекарот Джеймс Вудс, исто така професор на Американскиот универзитет во Милвоки, веќе трета година поред доаѓа во Македонија и забележува дека овие посети се добра можност за размена на искуства и добри пракси. Посебно е задоволен со квалитетот на знаење кои ги покажуваат македонските студенти. Program that is slightly different from ours in the US, and that's one of the reasons. Иако постојат големи разлики во студиските програми и со оглед на фактот дека се работи со лимитирани ресурси, сепак сум импресиониран со нивните способности да абсорбираат нови знаења. Докторите од САД се сретнаа и со раководните лица во Штипската клиничка болница, а исто така имаат и соработка со лекарите од оваа регионална болница. Штип уште еднаш им одаде почит на евреите кои пред 74 години беа депортирани во логорот на смртта Треблинка. Минатата година беше завршен патот до еврејските гробишта, а е обновен и споменикот посветен на евреите кои биле убиени во Треблинка. Со едноминутно молчење Штип и Штипјани уште еднаш им одадоа почит на 551-те евреин од Штип, кои на 11 март 1943 година биле депортирани во концентрациониот логор на смртта Треблинка. Денес, на пригоден начин, беа одбележани 74 години од нивната депортација. Поминаа 74 години, градот Штип, нивните роднини, Република Македонија, светот не ги заборавија залудните жртви на сулудиот нацизам, жртвите на болниот ум на Хитлер, командантот на логорите Хајнрих Химлер и задолжениот за конечното решение на еврејското прашање Адолф Ајхман. Таа трагедија го сплоти македонскиот и еврејскиот народ, направи нераскинлива врска помеѓу двата народи, за да живеат во слога, мир и хармонија. Градот Штип има голема одговорност кон еврејската заедница, истакна градоначалникот Тилчо Захариев, посочувајќи дека минатата година е завршен патот до еврејските гробишта. Целосно е облогороден просторот, а е обновен и споменикот посветен на евреите кои били убиени во Треблинка. Споменот за евреите во нашиот град ние мораме да го чуваме, не само преку овие настани. Затоа што не смееме да дозволиме денес, во 21 век, 75 години после завршувањето на Втората светска војна на нашите простори, на некој да му сметаат символите на револуцијата, символите на слободата, местото означени како терор, како наследство. Утре ќе му текне некој да рече, дајте ќе го тргнеме споменикот на евреите во овој град. Денес свечено беше отворена изложба, а беше положено и свежо цвеќе пред спомен обележјето на евреите. Рибочуварската служба на Штипското риболовно здружение заплени 26 мрежи на рибокраци. Рибата е пуштана во реката, но оттаму најавуваат контроли на терен и санкции за рибарите кои ловат без потребните дозволи на штета на здруженијето и рибниот фонд на Брегалница. 26 мрежи со риба поставени во Брегалница на ревирот 5 извадиле од реката штипските рибочувари. Рибокраците побегнале, откако уловената риба била пуштена во реката, мрежите биле конфискувани од рибочуварите на Штипското риболовно здружение Брегалница 2011. Значи пронајдени се 26 мрежи од село Добрешани до село Јамунарци. При извршената контрола мрежите се одземени. Рибата што беше во самите мрежи е пуштена во водите на река Брегалница, а рибокраците беа во бегство. Контролите ќе продолжат со засилено темпо, уверуваат од рибочуварската служба на Здруженијето на спортски риболовци Брегалница 2011, со цел да се стави крај на рибократството со кое се уништува рибниот фонд на река Брегалница, најавија и санкции за оние кои нема да го почитуваат законот. Ќе се вршат контроли, редовни контроли, ноќни контроли ќе се вршат за да можеме колку што можеме да се сведе на најниско ниво. Сите оние што ќе се фатат на лице место, ќе следува прекршочна пријава во
износ од глоба од 500 до 1000 евра. Неодамна Штипското риболовно здружение ја пориби река Брегалница со 100 килограми краб. Од здружението потсетуваат дека сите оние кои сакаат да бидат риболовци може да се зачленат и да добијат легитимација и потребните дозволи за риболов. Заинтересираните може да платат и на 3 рати, велат од здружението, потенцирајќи дека секој понеделник, среда и петок од 17 до 19 часот нивната канцеларија е отворена. Хаварисаните и неисправни возила кои што се оставени низ јавните простори во градот да бидат отстранети, апелираат комуналните инспектори. Подолг временски период хаварисани и неисправни возила во Штип стојат паркирани низ јавните површини. Комуналните инспектори апелираат граѓаните да ги отстранат. Имаме акција за детектирање на хаварисани возила во централното градско подрачје, на јавните површини, на тротоарите, исто така и на самите улици кои што не се во возна состојба. Од увид на лице место, значи, ги детектираме и потоа им упатуваме писмо до собствениците, значи истите да ги отстранат бидејќи не се во возна состојба. Доколку хаварисаните и неисправни возила собствениците не се ги приберат, истите ќе бидат однесени на пунктот кај филтер станицата, а за да ги повторно вратат, собствениците ќе мораат да платат. Доколку истите не ги отстранат во предвидениот рок, се дислоцираат, се носат, значи, на место предвидено кај филтер станицата во Штип и потоа, значи, за нивно подигање истите треба да платат надокнада за да се ги подигнат. Цената која што за подигање на самите возила, значи, е 3000 денари. Везенков нагласува дека во овој период комуналните инспектори и редари постојано се на терен и ја контролираат и состојбата со почитувањето на законот за јавна чистота. Втор тендер за воведување на наплата на паркинг местата со СМС пораки во Штип. Доколку Советот за јавни набавки не го врати тендерот, во тој случај очекувањата се дека овој систем ќе профункционира за 1 месец. Штипски Стипионов по втор пат се обидува да воведе наплата на паркинг места по пат на СМС пораки. Директорот Игно Иванов вели дека документацијата е испратена во Советот за јавни набавки и очекува овој пат да немаат проблеми. Тендерот за паркинг места веќе во тек, го врати еднаш, значи ние повторно го праќаме до Советот за јавни набавки. Верувам дека во најскоро време, можеби за месец дена веќе и тој тендер ќе излезе, така да ќе дојде до имплементација на овој СМС паркинг систем во нашите паркинг места, па верувам дека и граѓаните ќе бидат задоволни. Се надевам дека и добивката на јавното предпријатие Стипион со овие СМС пораки ќе се зголеми. Пред речиси 4 месеци во Штип се намалија цените на годишните и месечните карти за паркинг местата. Иванов забележува дека досегашните анализи покажуваат оти граѓаните оваа година најмногу се заинтересирани за годишните карти, наместо за месечните. Досега само 2 граѓани имаат извадено месечни карти. Значи имаме зголемување, многу, така да речем, зголемување, многу зголемен интерес на граѓаните за баш на овие годишни паркинг места и верувам дека тука ќе имаме зголемување, а ќе имаме пат на дневните потрошувања на билети. Годишните карти за паркинг местата за жителите и за вработените во фирмите и институциите кои работат во централното градско подрачје изнесуваат 1000 денари. Сдруженијето за правата на ромите Штип посебен акцент дава на проектни активности за едуцирање на младата ромска популација. Проектот Рома Верзита за студентите роми е можност да ги надградат знаењата во повеќе области. Сдруженијето за правата на ромите во Штип работи во насока кон зголемување на интелектуалните способности на младата ромска популација. Со проектот Рома Верзита, студентите роми добиваат знаења за странски јазици и компјутерски вештини, а за нив се организираат и размени на студентски искуства. Проектот Рома Верзитас има големо значење за развојот на заедницата, со тоа што нашата цел е да го воздигнеме интелектуалното познавање на ромите студенти, да ги подковаме целосно со познавање на странски јазици, познавање на работа со компјутерски вештини,
да бидат вклучувани и да поседуваат размена на повеќе активности од други универзитети со други студенти, организираме разни обуки на повеќе битни теми кај што нели сметаме дека интелектуалниот капацитет на самите студенти ќе биде повисок и таков тип на обуки им приредуваме на самите роми студенти. Османов нагласува дека Рома Верзитас има долгорочна цел, а за потребите на студентите, проектот ќе се надградува во иднина. Во наредните години ќе инвестираме интензивно во тој проект, ќе работиме на надоградување на самата програма со цел нели како ќе бидат идентификувани потребите од самите студенти, така ќе се креира и самата програма. Со студентите роми во проектот Рома Верзитас работат тутори кои организираат низа тематски работилници за посебна едукација. Тоа беше се што ви подготвивме во вестите на Ирис телевизија. За повеќе посетете на Ирис МК или социјалните мрежи. Имете пријатна вечер.